До промена на начините на кои се одгледуваат различни култури и средствата за заштита може да дојде со промена на климатските промени, но не и на самите култури. Например, раноградинарското производство од отворено се префрла на затворено одгледување, вели професор Фиданка Трајкова. Додава дека климатските промени ги има и тоа влијае врз начинот на одгледување на земјоделските производи. Сите научни истражувања покажуваат дека климатските промени реално се случуваат и можеби ако во минатото беа дефинирани како екстремно затоплување, екстремно заладување, сега веќе дефиницијата оди во правец дека тоа се почести екстремни климатски случувања, како урагани, бури, невремиња, екстремни долги периоди на суши, како што бевме сведоци оваа година и така натаму, но тоа е предмет на дискусија на некакви други собири. Еден ден сонце веќе наредни од ниски температури. Ова влијае кај производството и одгледувањето на земјоделски производи, ама дождот е позитива за плодна есенска сеидба. Деканката на земјоделски факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип посочува дека има измени кај годишните времиња, ама треба да има и соодветна адаптација. Месец ноември ќе спомнеме, саботата имавме убаво сончево време, за вчера да имаме многу ниски температури и секогаш знаеме да кажеме дека ниските температури не изненадуваат, меѓутоа тоа го кажуваме од аспект на хуманост, односно од аспект на човечност, а од аспект на производител, што се случува кај земјоделските производители, долго време го очекуваат дождот кој што вчера го имавме. Така што за да имаат плодна сеидба, за да има есенска сеидба, требаше да има и дожд и треба да има и пониски температури. Меѓутоа, климатските промени се го прават своето, така што малку ни се изместени годишните времиња, ќе се адаптираме на условите кои што ни ги нуди средината, се со цел за да можеме да имаме доволно производство на храна. Во светски рамки сите апелираат на фактот дека храната и производството оди во надолна линија. Производството на храна се движи во надолна линија, но тоа не значи дека нема простор за работа и екзистенција во државата, Децидна Арсов. Додава дека младите преку соодветни истражувања и знаења може да дојдат до соодветно производство кое може да се применува дома.